4. maj 1980 godina, 18 časot. Proglasna centralniот komitet na Союзот на комунистите на Југославија и председателството на Социјалистичка федеративна република Југославија. На 4. мај 1980 година, во 15 часот и 5 минути, во Љубљана престана да чука големото срце на председателот на нашата Социјалистичка федеративна република Југославија, председател на Сојузот на комунистите на Југославија, маршал на Југославија и врховен командант на оружените сили на Социјалистичка федеративна република Југославија, Јосип Броз Тито. Тешка болка и длабока мака ги потресуваат работничката класа, народите и народностите на нашата земја. Секој наш човек, работник, војник и воен другар, селанец, интелектуалец, секој творец, пионер и младинец, девојка и мајка. На 4. мај престанува да чука срцето на човекот револуционер, кој непрекинато 7 децении, од 1910 година, активно учествуваше во југословенското револуционерно движење, поминувајќи ги сите фази на тоа движење од неговото започнување до наши дни. Животната биографија на Јосип Броз започнува во село Кумровец, Хрватско Загорје, каде што е роден, како 7 дете од 15 деца на сиромашните селани Марија и Фрањо Броз. Во родното село започнува да се школува, а браварскиот занает го учи во Сисак до 1910 година, каде што по завршувањето се враќа во Загреб и се вработува како бравар. Оттука од Загреб започнува неговиот живот на работника, често е на работа, а и без неа. Барајќи работа, Јосип Броз е принуден да го менува местото на живење и на секаде каде што работи се вклучува во работничкото и синдикално движење. Оди да работи во Германија, Чегословачка, Австрија. Илјада 913 година Јосип Броз е на отслужување на воен рок, а кога започнува Првата светска војна во 1914 година, се бори на страната на австро-унгарските војски на рускиот фронт, кога е ранет и заробен. Како заробеник во Русија останува 6 години. Меѓутоа во Русија, Јосип Броз ќе биде директен сведок и учесник на борбата на рускиот пролетаријат во Октомвриската револуција. Сведок и учесник на настанот од историско значење на првата социјалистичка револуција во светот, Октомвриската револуција, со која започнува ново поглавје во историјата. 1920 година Јосип Броз се враќа во татковината. Истата година е примен во редовите на Комунистичката партија на Југославија. Од 1920 до 1941 година до почетокот на народно-ослободителната борба и револуцијата на народите на Југославија, Јосип Броз работи во партијата, е гонет од ненародните власти за неговата револуционерна дејност. А 1928 година, на познатиот бомбашки процес, е осуден на 5 години робија, што ги издржува во Лепоглава и во Мариборскиот затвор. Со другите политички затвореници, а особено со Моша Пијаде, затворот го претвораат во марксистички универзитет и место каде што теоретски се подготвуваат за идната борба што им престоеше. 1934 година Јосип Броз е ослободен од затвор и е кооптиран за член на Политбирото на Комунистичката партија на Југославија. Во овој период Јосип Броз работи на обновување на партијата, која имаше претрпено големи штети од диктаторските удари, а се бори и против фракционерството во партијата, кое го започна уште на 8-та партиска конференција во Загреб 1928 година.
Во 1935 Јосип Брос известно време работи во Москва во секретаријатот на извршниот комитет на Коминтерната за балканските земји. 1937 година историски настан за Комунистичката партија на Југославија. Јосип Броз Тито застанува на чело на Комунистичката партија на Југославија, со што започнува ново поглавје во историјата на партијата и на народите на Југославија. Тито формира ново раководство на партијата и пристапи кон консолидација, подмладување на кадрите, проширување на партијата и непосредно пред историските настани од 1941 година, партијата имаше 12.000 прекалени борци комунисти. – 1941 година, пресудна за народите и народностите на Југославија. Хитлеровите хорди ја нападнаа Југославија, ја распарчаа и наметнаа национално и социјално угнетување, а за некои народи и физичко истребување. Во тие тешки и судбоносни часови Тито и партијата не го признаа распарчувањето на земјата. Партијата остана единствена и ги повика народите на Југославија на оружена борба со окупаторите и домашните предавници. 4 години југословенските народи на чело со Тито ќе водат на човечки борби со окупаторите. 4 години југословенските народи ќе покажат пред светот дека сами ја решаваат судбината и нивната иднина и слободата. 4 години ќе водат битки низ цела Југославија. И во тие битки и борби ја создаваат новата братска заедница Титова Југославија, родена во виорот на Втората светска војна, во Јајце 1943 година на второто заседание на Авној, кога е прогласена Демократска федеративна Југославија, а врховниот командант Тито за маршал на Југославија. Така, од битка во битка, народите и народностите на Југославија сами си ја извојуваа слободата и на 29. ноември 1945 година во слободен Белград Уставотворната скупштина ја прогласи Демократска федеративна Југославија за република под името Федеративна Народна република Југославија. Со тоа започнува нова страница во историјата на слободна и независна Југославија, започнува изградбата на социјализам по сопствен пат. Тито тргнува од гледиштето на равноправноста и правото на секоја партија на специфичностите на својата земја да бара и сама да ги одредува најадекватните патишта на својот натрешен развиток и сопствените патишта во борбата за изградба на социјализмот. Тито оди по сопствен пат и решително се спротиставува на сите надворешни притисоци и од исток и од запад и останува доследен заштитник на националниот интегритет на независна Југославија. Јосип Броз Тито се застапува за правилни односи меѓу социјалистичките земји и работничките партии, укажувајќи дека нивните односи мора да се засновуваат врз признавањето на националната независност, врз полна рамноправност и немешање во внатрешните работи на другите земји и партии. Тргнувајќи од тие ставови, Тито станува еден од најголемите поборници за мир во светот и активна мирољубива коегзистенција за ликвидирање на колонијализмот и неоколонијализмот во светот. Тито беше еден од зачетниците на неврзаната политика во светот, политика која станува совест на човештвото.
za pridonesot što Tito go dade za začuvanje na nezavisnost na Jugoslavija, za izgradbata na samoupravni socijalizam, za delegatski sistem na upravuvanje za kolektivno to rakovodenje, odlikovanje su 16 najvisoki jugoslovenski odlikuvanja, od koji tripati su ordenot Naroden heroj. I svetot na Titom oddavaše najrazličnije priznanja za negovata borba za mir i napredok na čoveštvoto. Tito je odlikovan su 98 najvisoki odlikuvanja od 59 zemlji. I koga beše objavena vesta za smrta na predsedatelotna socijalistička federativna Jugoslavija i predsedatelna sojuzotna komunistitena Jugoslavija, od našata zemlja i od svetot potekoa izjavi na nevisoki državnici koji istaknuva deka Tito beše borec za mir, najgolem što go dade našata era, velikan na svetsko to rabotničko dviženje, negovoto ime stana simbol na našata epoha, Tito beše čovek na 20. vek, simbol na mirot, socijalizmot i čovek na stoletijeto. To je beše jedinstven čovek nepovtorljiv za site vreminja, ličnosta koja je sozdavaše istorijata. Tito beše humanist na sovremeni od svet. I koga kovčegot soteloto na drugaro Tito beše voholot na sobranijeto na socijalistička federativna republika Jugoslavija, pomina ima odadoa počit na velikanot i ljadnici, belgrađani i drugi od site krajišta na zemljata. Novoj jedinstven borec za mir, za međunarodno razbiranje, za pomirno i podostojinstveno utrevo celi od svet mu odadoa počit dosega neviden broj delegacije od celi od svet. Na odavanje to počit na Josip Broz Tito prisustuva vkupno 209 delegaciji od 127 zemlji. Sozvucite na Leninovi od posmrten marš na 8. maj 1980. godina, skromno, no veličestveno, Josip Broz Tito beše pogreban Vužička broj 15.
Vo sredinata na staklenata gradina, među prekrasni ruži, stoji bela mermerna ploča na koja pišuva Josip Broz Tito, 1892-1980. Тоа е вечниот дом на човекот, чие дело ќе го продолжат и ова и идните генерации.